Цивил медија. Зоран, која е вашата генерална оценка за 2019 година за оно што се случуваше на општествено-политички план во земјата? Да не се вадам, но навистина е тешко цела една година да се сублимира во минута-две. Преспанскиот беше предминатата година, но на крајот на годината, но сепак Преспанскиот договорот со Грција, не сакам сега во овој контекст да го спомнувам и со Бугарија, но договорот со Грција беше најкруцијалната работа што македонската дипломатија и воопшто македонската политика ја оствари практично во минатата година. И сите турбуленции околу тоа, референдумот, сите недоразбирање и така натаму, или последиците од референдумот, последици јас кога зборувам во оваа смисла на зборот, наспроти многу реакции кои уште повеќе ги предлабочија некои анимозитети, условно да речам пак политички во општеството, таа подолба нели меѓу граѓаните, на наше познато патриоти, предавници и така натаму, но факт е, за мене барем, се надејам многу брзо, времето веќе го покажува, но ќе го потврди во наредните години, да не спомнам за наредните децении, тоа вие помладите ќе бидете, сигурен сум, сведоци, дека Македонија со овој чин конечно исчекори од таа зачмаеност, од таа баруштина, иако резултатите, ефектите нормално се уште не се гледаат, на почеток сме на тоа. Тој договор со Грција, промената на уставот, многу го чинеше македонскиот правен поредок, кој и онака беше руиниран, но со компромисите внатре што мора да се направат за тој да се ефектуира, се доурница правниот поредок и тоа е најголемото разочарување на граѓаните, на граѓанските активисти, воопшто на луѓето кои барае промени после децениската блокада на земјата од сите аспекти, од медиумска, правна, така наречениот режим и така натаму. Но придобивките се релативна слобода, релативна демократија, гледаме дебати по емисиите, учествуваат сите и власти, опозиција и граѓански здруженија, и невладини организации, и експерти, и квази експерти. Значи има едно движење на полемика и тоа е епилогот на промена на власта, на падот на режимот во тој континуитет и ланската година на ефектуирањето на новиот устав на државата, новото име Република Северна Македонија, која во Обединетите нации конечно го тргна тоа фиром и чекори напред. Се натаму од нас ке зависи. Приоритети се за 2020 година. Јас не би рекол не толку очекувањата дали ќе добиеме датум за почеток на преговорите или ќе продолжат блокадите од Макрон или од било каде, но дали ние ќе смогнеме сили со овие реформи ментални што ги направивме во однос на Преспанскиот договор, дали ќе смогне сили општеството, политичките субјекти пред се да исчекорат сега напред во поставувањето на темелите на правдата и правичноста. Тоа се најголемите очекувања на граѓаните. Се друго не е шминка нормално, но се друго е дневна работа на политичките субјекти, особено на партиите што се на власт, на институциите и така натаму. Значи две клучни работи. Да се заздравиат институциите, да се осамостојат, да се ослободат од дневните политики, од непотизми, партиски вработувања и така натаму, да бидат самостојни, да може ова општество да живее во некој период како современите развиени европски демократски општества и без влада ако треба некој период, но да си функционира државата. Ете тоа. Една од грешките е договорот за изборите во април. Очекував како граѓанин повеќе договор меѓу политички субјекти наместо да трчат на избори за практично неколку месеци до редовните, меѓу кои 2 летни, јули и август, кога обично повеќе се забушава, помалку се работи. Ги стопираја било кои промени, било какви реформи, водат јалови дискусии околу некои изборни модели, што се знаеше однапред дека тоа нема да се истркала до наредните избори, но може за тоа време на Макрон и на останете да им спорачат некој пакет вака крупна реформа да кажат ние сепак одговараме на вашето не за оваа година 2019 за интеграциите почеток. Одговараме со оваа квалитетна реформа. Тој квалитетен скок не го направија нашите партиски субјекти. Јас искрено не верувам дека тие нешто многу ќе сторат
за нас сите заедно, повеќе се уште ќе работат само за себе и тоа е она трагичен елемент на развојот на македонското општество. Кого би издвоиле како Тоа се однесува до личност на годината, претпоставам пледирате на политичка личност и тоа без сомнение е актуелниот премиер Зоран Заев. Со сите негови мани, слабости, гафови, грешки, разочарувања кај многумина од реформите во другите сектори, тој човек успеа државата комплет, па и слоганот нека биде општество, едно општество за сите, покаже еден правец дека Македонија може и со Преспанскиот договор прекрши многу табуа, нанесе многу болка на многу луѓе. Значи, уште повеќе општеството влезе во некое превирање со многу и фалби и радости, но и анимозитети, но од друга страна, времето брзо ќе покаже, бидејќи веќе покажува, дека тој храбар политички исчекор што може да го кошта сега избори, може да го кошта и политичка кариера и така натаму, човекот успеа да ја помести не само психолошката, туку и физичката бариера на македонските блокади за евроинтеграциите како процес за напредок на општеството и на државата, не како процес за интегрирање и членство рамноправно по секоја цена во НАТО и во Европската унија. Стоите на ставот дека не треба да се случат изборите во април. Може ли да ми издвоите една работа која што прва би сакале да ја видите остварена во 2020 година? Па да не беа изборите, јас очекував на Европската унија, на Европската комисија, нашата власт и опозиција да испорачат реформа во правосудството. Нешто граѓаните да осетиме дека правдата е достижна за секого и неправдата се казнува. Ние тоа не го доживеавме, ние видовме дека правдата се купува со малку или со малку повеќе пари. Цивил медија